Сливот на реката Струмица го зафаќа крајниот југоисточен дел на нашата земја и се протега во правец северозапад југоисток. Изворишниот дел го сочинуваат повеќе водотоци што се формираат и спуштаат од највисоките делови на планината Плечковица. Сепак како извориште се смета изворот на Радовишка река, која е на надморска височина од 1540 метри. Во Радовишко поле Радовишка река се спојува со Ораовичка река, од каде до влезот во Струмичко поле го носи името Стара река. Поминувајќи кратката клисура меѓу Радовишката и Струмичката котлина, ова река влегува во Струмичката котлина, во која го носи името Струмица. Текот на Струмица низ Струмичката котлина, во која прима голем број напорени водотоци, кои депонираат огромен нанос во речното корито, порано бил доста отежнат и коритото било плитко, а изливањето на водата од него честа појава. Као последица на ова се формирале постојани мочуришта во близина на речниот тек, меѓу кои најголемо било Моноспитовското блато. Со извршени мелиорации по Втората светска војна овој процес се запрет. Од ново село реката Струмица излегува од Струмичко поле и тече низ Клучката клисура, формирана помеѓу планините Огражде на север и Беласица на југ, каде што поминува границата со Република Бугарија на кота 186 метри надморска височина и се влева во Струма на територија на сопствена Република Бугарија. Во нашата земја река Струмица има должина од 75,1 км и дренира сливна површина од 1520 км квадратни. Во овој тек реката Струмица прима 4 поголеми притоки, 3 од левата и 1 од десната страна. Леви притоки на Струмица се Ораовичка река, реката Плавија и реката Турија, а десна притока е само реката Водочица. Се дели на два риболовни ревири. На риболовниот ревир Струмица 1 го фаќа делот од реката Струмица од изворишниот регион до вливот на реката Турија, вклучително и реката Турија. Како и сите притоки во тој дел од текот заедно со малите акумулации Маркова брана, Дрвошка и Иловица. Како и делот од река Водочица од вераната на Вештачкото езеро, акумулација Водоча до вливот на реката Струмица. На горниот дел се лови пастанка на сите видови помали вештачки мамки, како блинкери, воблери, силиконци и вештачки мушици. Клена од скобостот црната балканска мрена се ловат на леп, трева и на разни видови црви и ларви. Риболовниот ревир Струмица 2 го опфаќа делот од реката Струмица, од вливот на реката Турија, заедно со Моноспитовско блато, сите притоки и малите акумулации Новоселска, а без река Водочица и незините притоки, кои се наоѓаат во овој дел. Се лови клен, скобост, црна балканска мрена, попадика и бела мрена на леп, трева, пченка и на разни видови на црви и ларви. Кленот се лови на блинкери, воблери, силиконци и вештачки мушици. На овој дел од Струмица се лови крап на традиционален начин со пливка на повеќе видови природни мамки, како пченка, леп, разни видови на црви. На последните години се повеќе застапена современата риболовна техника за риболов на крап со олово на дно. Капитални примероци се ловат на разни видови боили. На Струма единствено во нашата земја рек пред десетици години можеше да се лови штука на разни природни мамки, како пијавици, црви и рипчиња, но може да се лови на многу видови блинкери и воблери. Покрај овие видови риби во околните микроакумулации Иловица, Дрвошка, Новоселска и Маркова брана и повеќе канали се ловат и други видови риби, као трна перка, писа, лињак, сом и костреш. Во сливот на реката Струмица спаѓа и рекреативната зона, акумулација Турија и акумулација Водоча, кои се посебни рекреативни зони.